А ви текно е на волкот и 7 јариња, а? Зашо не терале тие приказни да ги читаме како мали? Затоа што не се многу далеку од оно што после го гледаме у животот. Знаете, се сеќавате волкот како им влезе на 7 јариња дома, а? Најде тамо брашно, ги обели шепите, ја обели фацата, го преправи гласот како мајката коза, им затропа на вратата. Дечиња мои, отворете! Кој е? Вика, јас сум вашата мајка, се враќам од пазар, ви донесов турли јадења, влезете. Прво не му поверувале, ама вториот, третиот му поверувале, влегол внатре, ги направил салата. Истата работа е как в живота. Шо мислите дека на некој психопатов, дека му пишува на чело, дека е психопат, дека е убиец? Апропо овој новиот патриот, кој шо убил од користолюбие, најбрутално. Джоа Палчо исто така се удираше у гради каков патриота. За на крај дубие 14 годишно дете најбрутално без око да му трепне. И исто и тоа време и сега се јавуваат бранителите, апологетите. Не, што фин човек, знаете колку е добар кога седи вака дома, кој ќе ми дојде ракичка, муабет, салат, многу голем патриот. Ао! Таквите секогаш се кријат, си одбираат убај, светкави, джиджани кулиси за да си ги скријат намерите, да го скријат вистинскиот карактер. Волкот се облекува во јагнешка кожа. Од секогаш било тоа така. Така е сега, така ќе биде во иднина. Човекот од одредени своји потреби, од одредени своји нагони, нема никогаш да се откаже. Никогаш нема да ги анулира, да ги поправи фабричките грешки со кои што е роден. Точно е тоа. Ние сме, кој викаше тоа? Сократ да му го оправам. Кој викаше тоа? Ние сме 50 нијанси на 100 нијанси на сиво. Ништо не е црно и бело животот. Ове што сега да кажам? И овие апологетите исто се јавија, како времето на Палчо. Кога го донесоа, невине! Како смеете така? Невине! Многу фин човек. И кој ќе сватите после, како што за ово има снимки, кај што убил, и кој ќе сватите после дека има такви, кои 600.000 докази да им даеш пред очи, они ќе бранат убиство, ќе бранат силување, ќе бранат това, ти ствари тогаш сваќаш со каков шлям живееш. И тие сите кои што ги бранат овие, како Палчо, како овој патриотов, тие сите заедно, тоест голема е веројатноста секој од нив да може истото дело да го направи у одредени околности. Исто за користолюбие. Зашто што се препознаваат, се бранат, се штитат, појма немам што да кажам. Се знае која е касната ако му се докаже вина. 40 години робија за такво брутално убиство од користолюбие. И така треба да биде. Да добие истата касна како оној кретенон што се удираше у гради, што водеше подкасти у разни овие медиуми и така натаму и така натаму. Овој чичиниот. Па сега нека гние у затвор, само џабе. Џабе. Уништи неколку фамилии, на дете да му пукаш у глава, треба да си... Треба одма да го решат тоа говедо на лице место и јавно и соопштението да биде пружил отпор при апсење. Жими све. А уствари, од друга страна, и боле вака, кога ќе ги опнеш, оти он има уште за живење, овој па е помлад, има па уште поише за живење, многу е фино да му го сјебеш така животот, секој факинг ден да размишља на тоа кој ти отвори очи што направил, да си легнува со таа мисла. Без разлика колку е психопат, колку нема грижа на совест,
Таквите луѓе кои што убиваат од користолюбие, тој нема грижа на совест, тоа одма треба да ви јасно е като нема никогаш да се покае, никогаш. Ама дека ќе легнува и ќе станува со таа мисла што направил, ќе легнува и ќе станува. Кој ќе види за туги бели дворови како си го заебал својот живот. Кој сакал да приграби нешто што не е негово да добие. А такви, како овие двајцава, што ги спомнав, од користолюбие што можат најбрутално да убијат, кој знае уште колку има у држава. И се потенцијални убици, само не можеш да знаеш. И сите тие имаат добар бекап, добро покритие. Како се вика тоа? Добра предница, джиджана нова. Дали е тоа некое патриотско друштво, дали е тоа некоја навијачка група, дали е тоа, поима немам, уште боле некоја христијанско друштво, не знам какво друштво, религиозно друго, да не биде вамо тамо. Најголемите садисти ќе ги видите вработени во невладени за заштита на човекови права. Најголемите педофили ќе ги видите вработени у не знам какви невладени за заштита на правата на децата. Погледнете у Америка тој христијанскиот поет што го викаат, колку тие, како ги викаат тие ТВ евангелисти, извршија убиства, ги фатија ради серијска педофилија, силување на деца, а цел живот пастор. Јас со Бога сум едно. Исус во тебе, брате, Исус во тебе, чедо Божје, проповедаат тие евангелисти познати. Све психопати, манипуланти. Мислите поинако е кај нас у сективе, да не ги редам со ред? Мислите дека тие се, па како, па манипулант, психопат, кај му е најубаво да си прикрие идентитет? Со нешто што е контра од него. Колку е поише сатана, ќе ти се покажува како ангел, како херувим, како лично Исус Христос, како спасител. Современо тоа е, се вика инфлуенсер, лайф коуч, се вика лайф коуч. Еде сите 99,9% се психопати од тие лайф коучи, тие што се од психопати или шлакнати на некој начин. Не со сите. Не им се сите не им е цел паркет на број у глава. Замислете какво е тоа его, маниакално, каква е таа патолошка нарцисоидност. Јас ја, замислете, да тргнам од таа мисла, да седнам пред телефонов уклучен, јас сега да ви проповедам како треба да живеете. Што е животот? Да ви кажам дека животот е река. Па некој од вас да ми каже, да ти го опрам. Река бил живот. Да ви кажам како треба, какви родители треба да бидете пример. И така да ви солам памет. Каква е таа, колку треба да имаш високо мислење за себе, да се сметаш себе си за савршенство без мане, за да излезеш вака пред широк аудиториум и да делиш совети за живот, за бизнис, за богатење, за две работи. Првата, нарциси, стварно си убеден дека го спасуваш светот, и втората, тоа го користиш да направиш пари, да им измакнеш на луѓето пари, или да монетизираш од Инстаграм, од Фейсбук, од видео, од така натаму, од така натаму. Најчесто овие две работи идат заедно. А уствари, у најголем број па случаи, битна им е финансиската корист. Значи се манипулатори. Значи се спремни секого да го влечат за нос, да ви продаваат муда за бубрези, да паламудат, само за да им стигне монетизација на Фейсбук, на Инстаграм или на што све тамо монетизираат. Еве, луѓе ми викаат, зошто не направиш дома ко студивце, камирчиња, микрофонче, вака овде поквалитетни да бидат видеата? Како?
Ја, уште минатото лето побарав од Facebook да ми одобри монетизација, уште чекам. Facebook. И да ти го начукам. Уште чекам да ми одобрат. Вика, вашето барање тамо се, не знам, на чекање. А баш сакав да направам така, камерче, па може појма неам, утре и тука и гостин да си викнам, зашо не, овие сите од станови ама не се зајде. Сакам да ви кажам, ја не монетизирам од тоа да знаете од Facebook. Значи ја само јадам говен. За да си олеснам на душата. Така останатите. Има некои такви за да си олеснат на душата. У пар наврати сум ви рекол, не можете да ме обвините дека се правам многу паметен, у пар наврати сум ви рекол дека не сум многу интелигентен и сум ви кажал зашо, кој ме следал редовно знае дека сум го кажал ова, ја да бев дечки интелигентен надпросечно, ќе се завршев некој појма неам. Некоја молекуларна биологија, некоја појма неам. IT, вештачка интелигенција, роботика, курс се треси у ладна вода, некој тако факултет ке завршив, некоја појма неам, некоја хемија, некоја појма неам, фармација, нешто јако дека на некој универзитет у Кембридж, се знае најинтелигентните кај завршуваат школу и кај стигаат. Значи не се сметам за тоа некој јавака може некад изгледам арогантно, ама стварно неам баш многу високо мислење за себе, особено за мојата интелигенција. Ова сум искрен, не се сепа. Значи се знае. Тие што се Никола Тесла, курс се тресе, се препознаваат одма, така да немам. Ама кај овие немаш само критика. Овие се најпаметни. Манипулаторите, психопатите, кој Палчо, они се најпаметни. Они нема никогаш за него да чуете како он не знае нешто, како е глуп, како е, не може. Ова, ја често го споминјам, има еден шарлатан, преварант у Србија, нонстоп по телевизија се појавува, да не го именуе. Таков еден цвик, фризура увек стегнат тука, елече, кошула, кравата или не знам што носи, не носи, така, а доле кежуал фармерче, патиче, она. Кој е како нешто излезе у светов, некој голем светски настан, после 2 сата го викаат на сите телевизии и после 2 сата он има оригинално гледање на стварите. Поразлично од сите други. Нормален, паметен човек, аналитичар, ако ќе викнат, ќе кажат, видете, не знаеме, ќе рече, видете, можеме само да шпекулираме, не се знаат многу факти, не знаеме што е причината, не знаеме ова, значи 2 сата после настанов е тоа. Не бе, овој све знае. Мислиш директно у исто време со некој джекче е поврзан со МОСАД, ЦИА, FBI, појма немам, ФСБ у Русија и не знам со кои други тајни служби. Абе одмah, вака со джекчиња, све знае. Така овие нашиве психопати, тој Палчо, овие инфлуенсериве кај нас, овие лайф коучите, нема што не знаат. Он не смее да си дозволи пред широкиот аудиториум да не знае нешто. Ти да го прашаш како до посреќен живот и он да ти каже, види, комплексно прашање, ќе мора на тоа сам да си одговориш, не би знаел да ти кажам. Или да ќе му го прашаш, што е смислата на животот, коуч, тренеру мој. Не може да не знае, без разлика што човекот смислил од неговото, од кој искочил од пештерине до денес, смислил милиарда работи, милиарда инвенции, милиарда уметности, со цел само да си одговори на тоа прашање што е смислата на животот и не успел да си одговори. До ден денес, затоа уште постои уметност, уште постои курс се тресе ово на вама таму. Затоа што не успел да одговори што е смислата на животот. Кој сме ние во космосот? Дали сме само обични, појма немам, пиунчиња за некој експеримент на некоја многу понапредна цивилизација, дали уопште постои живот у космосот на друго место? Не, како настанала светов, овој вселената? Има теории, вика теоријата на Биг Бенг. Теоријата на Биг Бенг. Не вика докажаната, појма немам. Теорија, значи теорија. Не е докажан. Не бе, овие да ги прашаш све знаат и како настанал светов и смислата на животот кој е.
И дали има живот на друга планета, бе, не сме да си дозволи пред широкиот аудиториум ништо да не знае, бе, све знае. Све знае, уста ги гаѓам. Ко тие параноици конои до врвот што се качуеше до параноици конои у Србија, што ви оваков како се вика тој. И затоа треба го правам постов у таа смисла, овај објава, особено помладите, стварно треба да отвараат очи и да пазат кој ги завлекува. Не само младите, не дека ако си постар не може некој да те заведе. Људи, имате вие најнормални луѓе до вчера што ги знаев одеднаш, забегаа комплетно, влегоа кај тие, како се викаат, нашиве религиски шарлатани што имаат секти. Најнормално до вчера си седел на маса, си правил муавет за спорт, за женски, за ова, за она. Одеднаш како сретнеш и ти вика, викам, кај си, шо брежај да седнеме да се напиеме. Исус со тебе, добар ли си? Добар сум, викам, ти добар си. Фален Исус, добар. Фак. Човек реализиран, супер професионалец, супер ова, супер оно, одеднаш. Исус е со тебе, Исус да е со тебе. Отишол, брат. Го земал некој, го преобликувал, го изманипулирал. Не е нужно ако сте супер интелигентен дека не можете да бидете изманипулиран. Можете да бидете супер интелигентен, а да немате интегритет. Тогаш можете многу лесно да упаднете у таа пајакова мрежа на такви манипуланти како вие што ги споминјам. А луѓето па забелја најповеќе им веруваат, ете и тоа е исто некој парадокс, фабричка грешка човекова, најповеќе им веруваат на преварантите, на манипулантите. Исто е за мужи, за жени, мислам, исто е. Јеби, така сме скроени, бе. Имаш све супер пред тебе, со тебе, до тебе, за тебе, ти, твојата фабричка грешка те насочува на друго место. Идеш, бараш спас кај погрешен човек, бараш љубов кај погрешен човек, бараш ова кај погрешен човек, бараш поддршка од погрешен човек, бараш пријатели од погрешни луѓе. Се залитуваш по примерите што си ги гледал у младост, јако биле негативни, и кој ќе оставиш, по тие примери се залитуваш. Тие ти фаќаат око, тие те привлекуваат, тие ти се интересни. А знаеш дека се погрешни, лоши и така натаму. Така да не е овој презумција на невиност е позната ствар, али ми се гади од такви ликови кои што сега го бранат овој психопатов, како што тогаш го бранеа Палчо. Бил ангел од Палчо. Како сме можеле? Наместен бил, многу бил, на политичка монтажа било тоа, што му пукаше на девојчина глава. Маму ви јебам, ненормална, кина само овде каде не почне, ма не можеш, тоа се европски некои вредности, регулативи, си потпишал конвенции за некој појма немам тамо. Додека овде, ова е кафански муабет, неќам така да звучам. Ама стварно, има престапи, има зулуми, кај што треба, не дека сум стрикно за смртна казна за озон, но сум на мислење дека постојат такви престапи, такви тешки, брутални овие злосторства, да мислам дека треба да се спроведе врз тие кои што престапници, да се спроведе смртна казна. Нешто не може да се прости едноставно. Јеби, тука може да се кршат копја, но да му ебеш матер. Ај се гледаме.